Во името на Господ, Семилосниот, Милостивиот. Ова е книга чии стихови се усовршени, а потоа разјаснети од мудриот и сезнајниот. Само Господ да го обожувате. Јас сум ви од него пратен, за да опоменувам и радосни вести да ви кажувам. Од Господарот свој прошка да барате и да се покаете, а тој ќе ви даде до смртниот час убаво да проживеете и на секој крепосен заслужена награда ќе му даде. А ако грбот го свртите, па јас навистина се плашам за вас од страдањето на големиот ден. На Господ ќе му се вратите, а тој може се. Ете, тие своите гради ги вртат, со желба од него да се скријат, а и кога во рубото свое се замотуваат, тој го знае тоа што го кријат и тоа што го покажуваат. Тој навистина ги знае мислите сечи. На земјата нема нито едно живо суштество, а Господ да не го храни. Тој знае каде кој ќе живее и каде погребано ќе биде. Сето тоа го има во јасната книга. Тој во 6 временски периоди небесата и земјата ги создаде, а неговиот престол беше над водата, за да ви искуша кој од вас подобро ќе постапи. Ако ти кажеш, по смртта навистина ќе бидете оживеани, неверниците сигурно ќе кажат, ова не е ништо друго, освен очигледна измама. Ако ние казната до одреден рок им ја одложиме, тие сигурно ќе кажат, зошто ја задржува? А оној ден кога ќе им дојде, нема да биде од нив остранета и од сите страни ќе бидат обкружени со тоа што го исмејуваа. Ако на човекот нашата милост му ја пружиме, а потоа му јаускратиме, тој паѓа во очај и станува неблагодарник. А ако го обсипеме со благодати по неволјата која го снашла, тој сигурно ќе рече, неволите ме напуштија, тој е навистина само бендисан и горделив. А само трпеливите и тие што прават добри дела ги чека прошка и награда голема. Ти немој ништо да пропуштиш од тоа што ти се објавува, што ги мачи градите твои, за тие да не кажат зошто не му испратено некакво богатство или зошто со него не дошол ангел. Твое е да опоменуваш, а за се само Господ се грижи. Зарем тие да велат за Куранот, Мухамед го измислува? Кажи му Мухамеде, па направете вие 10 слични на Куранот, измислени поглавја, и кого сакате од тие во кои покрај Господ верувате, напомош викнете, ако е вистина тоа што го тврдите. А ако не ви се одзвијат, тогаш знајте дека тој се објавува само со Господово знаење и дека нема друг Бог освен него, па дали сте муслимани. На тие што го сакаат животот на овој свет и убавините негови, ние ќе им ги дадеме плодовите на нивниот труд, и на него нема ништо да им се ускрати. Нив на оној свет само оган ќе ги гори, таму нема да имаат никаква награда за тоа што на земјата го правеле и залудно ќе им биде се што направиле. Зарем тој што го сака само овој свет е како тој на кого му е јасно кој е Господарот негов, на што се надоврзува и Куранот како сведок негов, и уште пред него книгата Мојсеева, упат свој милост, тоа се тие кои веруваат во неа, а тие групации кои го негираат, огнот престојовериштето ќе им биде. Затоа ти никако немој да се сомневаш во него. Тој е стварно вистина од Господарот твој, но мноштвото луѓе не сакаат да веруваат. Има ли понеправедено тој што за Господ измислува лаги? Тие пред Господарот твој ќе бидат донесени, а сведоците ќе речат, овие измислувале лаги за Господарот свој. Господовото проклетство нека ги стигне злосторниците, кои од Господовиот пат одвраќаат и за погрешен го прикажуваат. Тие ни во оној свет не веруваат. Тие на земјата не можат на Господ да му избегаат, ниту пак освен Господ друг заштитник да имаат. На нив страдањето ќе им биде повеќе кратно, затоа што не сакаат ни да чујат, ништо било да видат. Тие сами себе си се упропастија, а нема да ги има ниту тие кои ги измислуваа. Тие на оној свет сосема ќе бидат изгубени. Тие што ќе веруваат и што добри дела ќе прават и кои на Господарот свој ќе му бидат верни, ќе бидат жители на рајот и во него вечно ќе останат. Ова се два вида како слепи и глуви, и како тој што гледа и слуша, а можат ли да се споредат, па зошто не размислите? И Ное го испративме на народот негов. Јас сум тука за отворено да ве опоменувам, им говореше тој. Да не обожувате никој друг освен Господ. Јас навистина се плашам за вас од страдањето на неподносливиот ден. Главешините на народот негов, тие што не веруваа, рекоа, како што гледаме, ти си човек како и ние, а гледаме дека без никакво размислување те следат само тие кои се никој и ништо меѓу нас. И не гледаме дека вие сте подобри од нас, дури и мислиме дека сте лажливци. О, народе мој, им велеше, да видиме, ако мене ми јасно кој е Господарот мој, и ако тој од себе ми дал веровешништво, а вие сте слепи за тоа, зарем да ве тераме против волјата ваша да признаете?
О, народе мој, за ова јас од вас не барам богатство, Господ мене ќе ме награди. И јас нема да ги избркам верниците, тие пред Господарот свој ќе излезат, но јас гледам дека сте вие народ кој не знае. О, народе мој, кој би ме одбранил од Господ кога јас би ги избркал? Зошто не се вразумите? Јас не ви велам, јас ги имам Господовите ризници, ниту мене ми е познато невидливото, ниту велам дека сум ангел. А и не говорам ни за тие кои вашите очи со презир ги гледаат. Господ никакво добро нема да им даде. А Господ добро знае што е во душите нивни, бидејќи тогаш би бил неправедник. О, Ное, рекоа тие, ти сакаше со нас да се расправаш и долго се расправаше, па нека се оствари тоа со што ни се закануваш, ако вистината ја кажуваш. Тоа ќе ви го сторам, само ако Господ сака, рече тој, и нема да можете да избегате. Ако Господ сака да ве остави во заблуда, мојот совет нема да ви користи, па колку и да сакам јас да ве советувам, тој е Господарот ваш и нему ќе му се вратите. Зарем тие да зборуваат, тој го измислува? Кажи, ако го измислувам, гревот на мене ќе падне, а јас немам ништо со тоа што вие ме клеветите. И на Ное му беше објавено, освен тие што се веќе верници, никој повеќе од народот твој нема да стане верник. Затоа немој да тагуваш поради тоа што тие постојано го прават. И гради го бродот наш и по наше вдахновение. И не ми се обраќај повеќе за неправедните, тие сигурно ќе бидат потопени. И тој го градеше бродот, и кога и да поминуваа главешините на народот негов, му се исмејуваа. Ако се исмејувате вие со нас, им велеше тој, ке ве исмејуваме и ние вас, така како што вие нас не исмејувавте. И ке дознаете на вистина, кого ке го снајде срамна казна и кој ке биде во вечна мака. И кога нашата заповед падна и вода од површината на земјата изби, ние рековме, натовари на бродот од секој животински вид по еден пар и чедата своји, освен тие за кои претходеше зборот на одредението, и верниците, а малкумина беа тие што со него веруваа. И тој рече, влезете си во него, во името на Господ нека плови и нека се закотви. Господарот мој на вистина простува и милостив е. И водата ги однесе на бранови големи, како ридови, и Ное го повика својот син, кој беше издвоен. О, синко мој, влези кај нас, немој да бидеш со неверниците. А тој рече, ке се скријам на некоја планина, која од водата ќе ме заштити. Денеска никој од Господовата казна нема да биде поштеден, освен оној кому тој му се смилувал, рече Ное, и бранот ги раздвои и тој се потопи. И беше кажано, о земјо, голта ја водата твоја, а ти, о небо, престани. И водата се повлече и се исполни одредбата, а бродот се закотви на планината Ел Џуди и беше кажано, нека е далеку народот кој прави неправда. А Ное го замоли Господарот свој, велејки, Господару мој, синот мој е чедо моје, а ветувањето твое е на вистина вистинито, и ти си од мудрите најмудриот. О, Ное, тој не е твое чедо, рече тој, затоа што го прави тоа што не чини. Затоа не молиме за тоа што не го знаеш, те советувам да не бидеш незналец. Господару мој, рече, кај тебе јас барам за солниште да не те молам повеќе за тоа што не го знам. Ако не ми простиш и не ми се смилуваш, јас ќе бидам изгубен. О, Ное, му беше речено, закотви се, со наш поздрав и благослови за тебе и за народите кои ќе се изродат од овие кои се со тебе. Ке има народи на кои ќе им даваме да уживаат, а кои потоа ќе ги снајде нашата неподнослива казна. Тоа се непознати вести кои ние ти ги објавуваме, Мухамеде. Ниту ти, ниту народот твој пред ова ништо не знаевте за тоа. Затоа биде трпелив, исходот на вистина ќе биде во корист на богобојазните. И на Ад им го испративме братот нивен Худ. О, народе мој, говореше тој, обожувајте го Господ, вие друг Бог освен него немате, вие само невистини изнесувате. О, народе мој, јас не барам награда од вас за ова, мене ќе ме награди тој што ме создаде, зошто не се опаметите? О, народе мој, молете го Господарот свој да ви прости и покајте му се, а тој ќе ви праќа обилен дожд и ќе ви даде уште поголема сила од таа што ја имате, и не заминувајте како злосторници. О, Худ, говореа тие, не ни донесе никаков доказ и ние врз основа на твоите зборови нема да ги напуштиме божествата наши, ние не ти веруваме тебе. Ние велиме само дека некое наше божество со зло те погодило. Јас го повикувам Господ за сведок, рече тој, а вие посведочете дека јас немам ништо со тоа што вие му припишувате здруженици.
И против мене интриги смислете и ни малку време не ми давајте. Јас се подпирам на Господ, мојот и вашиот Господар. Нема ниту едно живо суштество, а да не е во негова власт. Господарот мој навистина постапува праведно. Па ако свртите грб, а јас ви го соопштив тоа што ви е по мене испратено, Господарот мој наместо вас друг народ ке донесе и вие со ништо нема да му наштетите. Господарот мој навистина бдее над се. И кога дојде казната наша, ние со милоста наша, худ и верниците со него ги спасивме и од суровото страдање ги поштедивме. Ете тоа беше народот Ад, тој доказите на Господарот свој ги негираше и им беше непокорен на претениците своји и застануваше зад секој и наетлив силник. И проклетството на овој свет постојано беше со него, а ке биде и на судниот ден. Ад навистина не веруваше во Господарот свој, далеку нека е Ад, народот на Худ. И на Семут, братот нивен Салих. О, народе мој, говореше тој, обожувајте го само Господ, вие друг Бог освен него немате, тој од земјата ве создава и ви дава да живеете на неа. Затоа молете го да ви прости и покајте му се, затоа што Господарот мој навистина е близу и се одзива. О, Салих, говореа тие, ти пред ова кај нас беше ценет, зошто ни забрануваш да го обожуваме тоа што предците наши го обожувале? Ние сериозно се сомневаме во тоа во што не повикуваш. О, народе мој, говореше тој, да видиме, ако мене ми е јасно кој е Господарот мој и ако тој самиот ми дал веровешништво, па кој ќе ме одбрани од Господ ако не го слушам? Па вие само би ја зголемиле пропаста моја. О, народе мој, еве ова Господова камила е знак за вас, па пуштете ја нека пасе по Божјата земја и не нанесувајте и никакво зло, за да не ве стигне казна блиска. Но тие ја заклаа, па тој рече, ке живеете во земјата своја само уште 3 дена, тоа е вистината сакана. И кога дојде казната наша, ние со милоста наша, Салих и верниците со него ги спасивме од срамот на тој ден. Господарот твој е навистина моќен и силен. А тие што правеа неправда ги погоди страшен глас и тие во својата земја осамнаа мртви, неподвижни. Како да на неа никогаш не ни постоеа. Семут навистина во Господарот свој не веруваше, далеку нека е Семут. И на Абрахам ангелите наши му дојдоа за да му донесат радосна вест. Мир, рекоа. Мир, одговори тој. И набрзо им донесе печено теле. И кога виде дека нивните раце не го допираат телето, тој почувствува дека не се гости и го фати некаков страв од нив. Не плаши се, рекоа тие, ние сме му пратени на лотовиот народ, а сопругата негова стоеше тука и ние ја изредувавме со Исак, па по Исак со Јов, и таа се насмевна. Кутрата јас, рече, зарем да родам вака стара и овој мој сопруг е стар, ова навистина е нешто необично. Зарем ми се чудиш на Божјата моќ, рекоа тие, Божјата милост и благослов негов се за вас, веровешничко семејство. Тој е за благодарност достојниот и величествениот. И бидејќи му помина стравот на Аврам и му дојде радосна вест, тој почна да се расправа со нашите ангели за народот на Лот. Аврам навистина беше внимателен, многу го молеше Господ и нему му собраќаше. О, Аврам, остави го тоа, наредбата од Господарот твој стигна, нив ќе ги стигне неизбежното страдање. И кога ангелите наши дојдоа кај Лот, тој поради нив се најде во небрано и му падна тешко на душата, па рече, ова е мачен ден. И народот негов поита кон него, а пред тоа правеа срамни дела. О, народе мој, кажа тој, ете ви ги моите ќерки, тие ви се почисти. Плашете се од Господ и пред гостите мои, не срамете ме, зарем меѓу вас нема разумен човек. Ти знаеш дека на нас не ни се потребни твоите ќерки, рекоа тие, ти добро знаеш што сакаме ние. Ах, само кога би имал моќ, рече тој, или да можам да се подпрам на некој силен. А ангелите рекоа, о, Лот, ние сме гласници од Господарот твој, тие тебе не може да ти наштетат. Тргни ти со семејството свое дотран во ноќта, но без жената твоја, неја ќе ја најде исто што и нив, и нека никој од вас не се врти назад. Рокот им се мугрите, а зарем мугрите не се блиску. И кога падна наредбата наша, ние се превртевме. Тоа што беше горе, бидна долу, а на нив како дожд грудки од печена кал спуштивме, кои непрекидно сипеа, обележано од Господарот твој, а тоа не е далеко од насилниците.
И на Медиен, братот нивен Шуајб: "О, народе мој", говореше тој, "обожувајте го само Господ, вие друг Бог освен него немате и погрешно ни на литар ни на кантар не мерете. Гледам дека во раскош живеете и се плашам еден ден казна да не ве снајде, па да настрадате. О, народе мој, исправно мерете и на литар и на кантар и не им ги ускратувајте на луѓето нивните работи и не правете зло по земјата ширејки неред. Подобро ви е тоа кое Господ го ставил како дозволено, ако сакате да бидете верници, а јас не сум ваш чувар." "О, Шуајб", говореа тие, "дали молитвата твоја бара од тебе да го напуштиме тоа кое предците наши го обожува или да не постапуваме со имотите наши така како што ни е по волја? Баш си паметен и разумен." "О, народе мој", говореше тој, "сватете дека мене ми е јасно кој е Господарот мој и дека тој ми дал се во изобилство. Јас не сакам да го правам тоа што вам ви го забранувам, единствено сакам да правам добро колку што можам, а успехот мој зависи само од Господ. На него се подпирам и нему му се обраќам." "О, народе мој, нека несогласувањето со мене никако не ве доведе до тоа да ве снајде тоа што го снајде Ноевиот народ, или Худовиот народ, или Салиховиот народ, а и Лотовиот народ не живееше многу пред вас. И барајте прошка од Господарот свој и потоа покајте му се, Господарот мој навистина е милостив и полн со љубов." "О, Шуајб", рекоа тие, "ние не разбираме многу од тоа што ти ни го зборуваш, а гледаме дека ти меѓу нас си немоќен. Да не е семејството твое, ние би те каменувале, ти не си ни мил." "О, народе мој", рече тој, "зарем семејството мое ви е подраго од Господ, кој сосема го отфрлате? Господарот мој добро го знае тоа што вие го правите." "О, народе мој, правете се што можете, а ќе правам и јас. Вие сигурно ќе дознаете кого ќе го стигне казната која ќе го осрамоти и кој е лажливец. Па чекајте, и јас ќе чекам со вас." И кога падна наредбата наша, ние од милоста наша Шуајб и верниците со него ги спасивме. А тие кои правеа неправда ги погоди ужасен глас и тие во својата земја мртви и неподвижни осамнаа. Како никогаш да не ни постоеле на неа, далеку нека е Медиен, како и Семут. И Мојсей му го испративме со знаците наши и со доказот јасен на фараонот и на главешините негови, но тие се поведоа по наредбите на фараонот, а неговата наредба не беше разумна. На судниот ден тој својот народ ќе го предводи и во оган ќе го внесе, а ужасно е местото во кое ќе биде донесен. На овој свет ги следеше проклетството, а ќе ги прати и на оној. Страшен ќе биде подарокот со кој ќе бидат дарувани. Ова се некои вести за градовите кои ние ти ги кажуваме. Некои од нив се уште постојат, а некои се срамнети со земјата. Ние не бевме неправедни кон нив, туку тие сами кон себе. И кога ќе паднеше наредбата од Господарот твој, воопшто не им помага божествата нивни на кои им се молеа покрај Господ, туку само пропасти им ја зголемуваја. Ете така Господарот твој казнува кога казнува села и градови кои правеле насилства. Тој ги казнува навистина болно и страшно. Тоа е поука за тие што се плашат од страдањето на оној свет, а тоа е денот кога сите луѓе ќе бидат собрани и тоа е денот кога сите ќе бидат присутни. А ние го одложуваме само за некое време. Тој ден кога ќе дојде без негово одобрение, никој нема ни збор да изговори, а меѓу нив ќе има несрекни и срекни. И несрекните ќе бидат во пеколот, во него тешко ќе вдишуваат и ќе издишуваат. Во него ќе останат се додека постојат небесата и земјата, освен ако Господарот твој не одреди поинаку. Господарот твој навистина прави што сака. А срекните ќе бидат во рајот се додека постојат небесата и земјата, во него ќе престојуваат, освен ако Господарот твој не одреди поинаку. Тоа ќе биде дар кој непрекидно ќе трае. Затоа не сомневај се во невистинитоста на тие кои овие ги обожуваат. Тие ги обожуваат оние на кои предците нивни им се молеле. Ние навистина ќе им го дадеме тоа што го заслужиле без намалување. А на Мојсей му дадовме книга, па за неа се потвоија во мислењата. И да не е зборот на Господарот твој порано изречен, со нив ќе беше завршено затоа што тие многу се сомневаат во неа. И на сите нив Господарот твој според делата нивни ќе им плати, затоа што тој добро го знае тоа што го правеа. Ти, Мухамеде, оди по вистинскиот пат, како што ти е наредено, и така нека постапат и верниците кои се со тебе. И немојте да бидете престапници, затоа што тој добро гледа тоа што го правите.
И не стремете се кон тие кои постапуваат неправедно, па огнот да ве пече. Вие немате други заштитници освен Господ, инаку ви нема помош. И извршувајте молитвата на почетокот и на крајот на денот, и во првите часови на ноќта. Добрите дела навистина ги поништуваат лошите. Тоа е поука за тие што сакаат поука. И биди трпелив, Бог навистина нема да му ускрати наградата на тие кои прават добри дела. А зошто во народите пред вас имаше само малку честити, кои забрануваа да се прави неред на земјата, кои ние ги спасивме, а тие што правеа неправда му се препушта на тоа во кое што уживаа и станаа грешници. Господарот твој никогаш не ги уништуваше неправедно селата и градовите ако жителите нивни беа добри. А Господарот твој да сакаше сите луѓе следбеници на една вера ќе ги направеше, меѓутоа тие секогаш во верувањата ќе се разединуваат. Освен тие на кои Господарот твој ќе им се смилува, а затоа и ги создаде, и ќе се оствара зборовите на Господарот твој, на вистина ќе го наполнам пеколот со џини и со луѓе заедно. А сите овие вести кои за поединечните случувања на претениците ти ги кажуваме, се за да ти го затврстиме срцето, и во нив си дојде чистата вистина, и поука, и за верниците опомена. И кажи им на тие што не сакаат да веруваат, правете се што можете, и ние ќе правиме. И чекајте, и ние ќе чекаме. Господ ги знае тајните на небесата и на земјата, и нему се враќа. Затоа само него обожувај го и само на него подпирај се, а Господарот твој не го занемарува тоа што го правите. Во името на Господ, семилосниот, милостивиот. Ова се ајети од книгата Јасна. Ја објавуваме како Куран на арапски јазик, за да разберете. Објавувајќи ти го овај Куран, ние тебе, Мухамеде, ти кажуваме за најубавите случувања, иако пред него навистина не си знаел ништо. Кога Јосиф му рече на својот татко: "О, татко мој, сонував 11 звезди и сонцето и месечината и во сонот ги видов како ми се поклонија", тој рече: "О, синко мој, не им го кажувај својот сон на браќата, за да не ти напакостат. Сатаната му е навистина отворен непријател на човекот. И ете така, Господарот твој тебе ќе те одбере и за толкување на соништа да ќе те научи и благодатта своја кон тебе и Јоевото семејство ќе ја надополни. Како што претходно ја надополни на предците твои, на Аврам и на Исак, Господарот твој навистина е мудар. Кај Јосиф и кај браќата негови се наоѓаат поуки за сите што се распрашуваат. Кога тие рекоа: "Јосиф и братот негов му се помили на нашиот татко од нас и ние сме цела група, а нашиот татко очигледно греши. Убијте го Јосиф или оставете го во некој предел. Татко ви потоа вам ќе ви се посвети и потоа добри луѓе ќе бидете." Еден од нив рече: "Ако навистина сакате нешто да сторите, тогаш не убивајте го Јосиф, туку фрлете го на дното на некој бунар, ќе го земе некој караван." "О, татко наш," рекоа тие, "зошто не го довериш Јосиф? Ние навистина му посакуваме добро. Испрати го утре со нас да се забавува и да се разоноди. Ние сигурно ќе го чуваме. Навистина ќе ми биде жал ако го однесете, а се плашам да не го изеде волк кога вие нема да внимавате на него," рече Јов. "Како ќе го изеде волк, а ние сме група," рекоа тие. "Ние тогаш навистина би биле изгубени." И кога го однесоа и одлучија да го фрлат на дното на бунарот, ние му објавивме: "Ти за оваа постапка нивна ќе ги известиш, а тие нема да те препознаат." И навечер плачејќи му дојдоа на својот татко. "О, татко наш," рекоа, "заминавме да се надпреваруваме, а Јосиф го оставивме кај нашите работи, па го изеде волк, а ти нема да ни веруваш, иако вистината ти ја говориме. И ја донесоа кошулата негова со лажна крв натопена. Во вашите души изникна злобна мисла," рече тој. "И јас нема да се жалам, барам помош од Господ против ова што вие го изнесувате." И дојде еден караван, па го испратија водоносецот свој и тој ја спушти кофата своја. "Види среќа," викна тој, "еве едно момче," и тие како трговска стока го скрија, а Господ добро го знаеше тоа што го направија. И го продадоа за ефтина цена, за неколку гроша, едва и чекаа да се ослободат од него. И потоа тој од Египет што го купи и кажа на жената своја: "Направи му го престојот пријатен, може корисен да ни биде, а можеме и да го посиниме." И ете така ние на Јосиф му дадовме убаво место на земјата и го научивме да толкува соништа, а Господ прави што сака, но повеќето луѓе не знаат. И кога тој порасна, ние со мудрост и со знаење го обдаривме.
така ние ги наградуваме тие што прават добри дела. И почна да го наведува на грев таа во чија куќа беше тој, па ги заклучи сите врати и рече: "Приди, Господ да ме сочува", извика тој, "газдата мој убаво се грижи за мене, а тие кои доброто ќе го возвратат со зло никогаш нема да успеат." И таа го посакуваше него, а и тој ќе ја посакаше неа доколку од Господарот свој јасен знак не виде. Така беше, за да ги одвратиме од него злото и блудот, бидејќи тој навистина беше наш искрен роб. И двајцата потрчаа кон вратата, а таа ја искина кошулата негова одназад и мажот нејзин кај вратата го затекнаа. "Каква казна заслужува тој што сакаше на својата жена зло да и направи", рече таа, "или зандана или болна казна." Таа се обиде мене да ме наведе на грев, рече Јосиф, "ако кошулата негова е искината од предната страна, тогаш таа ја говори вистината, а тој не вистината, посведочи еден човек од незиното семејство. А ако кошулата негова е искината од задната страна, тогаш таа лаже, а тој ја говори вистината." И кога тој виде дека кошулата негова е искината од задната страна, рече: "Тоа е една од вашите интриги. Вашите интриги се навистина големи. Ти, Јосиф, остави го ова, а ти баре прошка за својот грев, затоа што навистина беше грешничка." И жените во градот почнаа да зборуваат: "Жената на управникот го навела момчето на грев, во него лудо се загледала, ние мислиме дека навистина греши." И кога таа слушна за нивното озборување, ги повика, па им подготви гозба на секоја од нив и даде нож и рече: "Излези пред него." А кога тие го погледнаа, се восхитија на неговата убавина и по рацете своји се исекоа: "Боже, Боже", извикнаа, "ова не е човек, ова е благороден ангел." "Ова ви е тој поради кого ме прекорувавте", рече таа, "вистина е дека сакав да го наведам на грев, но тој ме одби. Ако не го направи тоа што го барам од него, сигурно ќе биде фрлен во зандана и понижен." "Господару мој", изговори тој, "помил ми е затворот од тоа кон што тие ме наведуваат. И ако ти не ги одвратиш од мене интригите нивни, јас можам кон нив наклоност да почувствувам и незналец да станам." И Господарот негов ја исполни молбата негова и го спаси од интригите нивни. Тој навистина се слуша и се знае. Потоа им падна на памет, иако беа уверени дека е невин, за некое време да го фрлат во зандана. Со него во зандана влега уште две момчина. "Јас сонував дека цедам грозие", рече еден од нив, "а јас пак", кажа другарот, "дека на главата носам леп кој птиците го колваат." "Протолкувај го тоа, бидејќи навистина гледаме дека си добар човек. Ниту еден оброк со храна нема да ви биде донесен, а јас претходно да не ви кажам што ќе добиете", рече Јосиф. "Тоа е само дел од тоа што ме научи Господарот мој. Јас се чувам од верата на народот кој не верува во Господ и кој не го признава оној свет. Ја исповедам верата на предците своји, Аврам, Исак и Јов. На нас не ни дорикува на Господ да му припишуваме здруженик. Тоа е милоста на Господ кон нас и кон останатите луѓе, но повеќето луѓе не се благодарни." "О, пријатели мои од Занданава, дали се подобри разноразните богови или Господ, единиот и семокниот? Тие кои наместо него ги обожувате се само имиња кои сте им ги дале вие и предците ваши. Господ за нив никаков доказ не објавил. Судот му припаѓа само на Господ, а тој наредил само него да го обожувате. Тоа е единствената исправна вера, но повеќето луѓе не знаат. О, другари мои од Занданава, едниот од вас Господарот свој со вино ќе го пои, а другиот ќе биде распнат, па птиците главата ќе му колваат. Тоа зашто прашавте е веќе одредено." А на тој од тие двајцата за кого знаеше дека ќе биде спасен му рече: "Спомни ме кај Господарот твој." Но ѓаволот направи тој да заборави да го спомне кај Господарот свој. И Јосиф остана во занданите неколку години. И владетелот рече: "Сонував како 7 слаби крави и зедоа 7 дебели, и сонував 7 класија зелени и 7 други исушени. О, великани, протолкувајте ми го сонот мој, ако знаете да толкувате соништа." "Измешани соништа", рекоа тие, "ние не знаеме да толкуваме соништа." И тогаш по толку време се сети еден од тие двајца, тој што беше спасен, и рече: "Јас ќе ви го протолкувам сонот, само испредете ме." "Јосифе, о искрен, протолкувај ни што значи 7 слаби крави и зедоа 7 дебели, и 7 класија зелени и 7 други исушени, па да се вратам кај луѓето за да дознаат." 7 години постојано ќе сеете, рече, "па тоа што ќе го пожнеете во амбари оставете го, освен малку од тоа што ќе го јадете. Затоа што потоа ќе дојдат 7 тешки години кои ќе го изедат тоа што за нив сте го подготвиле, ќе остане само малку од тоа што за сеење ќе го сочувате.
После тоа ќе дојде година во која на луѓето во изобилство ќе им врнат дождови и во која ќе цедат. И владетелот рече: донесете ми го. И кога на Јосиф му дојде гласникот, тој рече: врати се кај владетелот твој и запрашај го: што е со жените кои си ги секоа рацете? Сопственикот мој добро ги знае интригите нивни. Што точно се случило кога Јосиф сте го навели на грев? Запраша владетелот. Бог да чува, рекоа тие. Ние за него ништо лошо не знаеме. Сега вистината ќе излезе на виделина, рече жената на управителот. Јас го наведував на грев, а тој вистината ја говореше. Исто така тој, мојот сопруг, нека знае дека не сум го изневерила тајно, затоа што Господ не дозволува да се остварат интригите на подмолните. Јас не се правдам себе си, таа душата е склона кон злото, освен таа на која Господарот мој ќе и се смилува, Господарот мој навистина простува и се милосене. И владетелот рече: донесете ми го, ќе го земам во својата свита. И откако поразговара со него, му рече: ти од денес кај нас влијателен и доверлив ќе бидеш. Постави ме, рече, да водам грижата с товариштата на земјата. Јас навистина ќе ги чувам со знаење. И така ние на Јосиф му дадовме власт во земјата. Престојуваше таму каде што сакаше. Милоста наша ние му ја даваме на тој што сакаме и не дозволуваме да пропадне наградата на тие што прават добри дела. А наградата на оној свет е подобра за тие што веруваат и што се чуваат од гревовите. И дојдоа браќата на Јосиф и влегоа кај него. Па тој ги препозна, но тие него не го препознаа. И кога ги снабди со потребната храна, рече: донесете ми го вашиот брат по татко, зарем не гледате дека полна мерка давам и дека гостите најдобро ќе примам? Ако не ми го донесете, нема повеќе од мене храна да добиете и не ми доаѓајте. Ќе се погрижиме некако од неговиот татко да го измамиме. Навистина така ќе постапиме, рекоа тие. А Јосиф им рече на момчината свој: ставете ги нивните работи, отоварите нивни, па тие кога ќе се вратат кај своите, ќе ги препознаат и пак ќе се вратат. И откако му се враќа на својот татко, рекоа: о, татко наш, повеќе храна нема да ни даваат. Затоа испрати го со нас братот наш за да добиеме храна, а ние навистина ќе го чуваме. Зарем да ви го доверам како што претходно ви го доверив братот негов, рече тој. Но Бог е најдобриот чувар и тој е најмилостивиот од милостивите. А кога ги отворија товарите своји и видоа дека им се вратени работите нивни, рекоа: о, татко наш, што можеме повеќе да посакаме? Еве, вратени ни се работите наши и со храна семејството наше ќе го снабдиме и братот наш ќе го чуваме, а и еден камилин товар храна повеќе ќе добиеме. Тоа е незначаен товар. Јас нема да го испратам со вас, рече, додека цврсто не ми се заколнете во Господ дека навистина ќе ми го вратите, освен ако не настрадате. И откако тие му се заколнаа, тој рече: Господ е сведок за тоа што се договоривме. О, синови мои, рече тогаш, не влегувајте на една порта, туку на различни порти, а јас не можам да ве спасам од тоа што Господ ви го одредил. Власта му припаѓа само нему, јас во него имам доверба и само во него нека имаат доверба тие што се доверуваат. И кога влегоа така како што нивниот татко им нареди, тоа ни малку не им помогна, за да бидат поштедени од тоа што Господ веќе им го одредил. Само се оствари желбата на Јов, која ја изврши, а тој навистина беше голем зналец, затоа што ние го научивме, но повеќето луѓе не знаат. И кога излегоа пред Јосиф, тој го прегрна братот свој наградите и рече: јас сум твојот брат и не тагуве поради тоа што тие го направија. И откако ги снабди со потребната храна, стави една чаша во товарот на братот свој, а потоа еден гласник почна да вика: о, караване, вие сте навистина кратци. Тие им пристапија и ги запрашаа: што барате? Ја бараме чашата на владетелот, одговорија. Кој ќе ја донесе ќе добие камилин товар храна, јас гарантирам за тоа. Се колнеме во Господ, рекоа тие. Вие знаете дека ние не дојдовме да правиме неред на земјата и ние не сме кратци. А каква е казната ако не ја зборувате вистината? Запрашаа. Казната за тој во чиј што товар ќе се најде чашата е самиот тој, одговорија. Ете така ние ги казнуваме неправедните. И тој започна со вреќите нивни, пред вреќата на братот свој, а потоа извади чашата од вреќата на својот брат. Ние го потучивме Јосиф така да ја изведе из мамата. Тој според законот на владетелот не можеше да го земе својот брат како роб, но можеше со дозвола од Господ. Ние го воздигнуваме тој кого ние сакаме, а над секој зналец е сезнајниот. Ако украл, рекоа тие, па и претходно братот негов крадеше, и Јосиф не им рече ништо: вие сте во полоша положба. Си помисли во себе: Господ добро знае како беше тоа за што зборувате. О, управнику, рекоа тие, тој има многу стар татко, па земи еден од нас наместо него, ние гледаме дека си добар човек.
Чувај Боже, рече, да земе некој друг наместо тој кај кого го најдовме нашиот предмет, тогаш навистина би биле неправедни. И кога изгубија секаква надеж, се одвоија настрана за да се посоветуваат. Зарем не знаете, рече најстариот меѓу нив, дека на својот татко му се заколнавте во Господ, а и претходно Јосиф го упропастивте. Нема да ја напуштам оваа земја додека тоа мојот татко не ми го дозволи или додека Господ во моја корист не пресуди, а тој е недобриот судија. Вратете му се на својот татко и кажете му: о, татко наш, синот твој украде. Ние го тврдиме само тоа што го видовме, а ние не можевме да се сочуваме од тоа што беше судено. Прашај во градот во кој престојувавме и караванот со кој дојдовме, ние навистина зборуваме вистината. Не е така, рече Јакуб, во вашите души изникна злобна мисла и јас нема да се жалам, се надевам дека Господ се ќе ми врати, навистина тој знае се и мударе. И се сврте од нив и рече: о, Јусуфе, таго моја, а очите му побелеа од жал, беше многу потиштен. Се колнеме во Господ, рекоа тие, ти толку го спомнуваш Јосиф, што тешко ќе се разболиш или ќе умреш. Јас тагата своја и жалта своја пред Господ ги изнесувам, а од Господ го знам тоа што вие не го знаете, рече тој. О, синови мои, одете и распрашајте се за Јосиф и за братот негов, и не губете надеж во Господовата милост. Надежта во Господовата милост ја губи само народот невернички. И кога тие влегоа кај него, рекоа: о, управителу, нас и семејствата наши не снајде неволја, донесовме мало количество вредни работи, но ти дај ни полна мерка и додели ни милостина, затоа што Господ навистина ги наградува тие што даваат милостина. А знаете ли, запраша тој, што направивте непромислено со Јосиф и со братот негов? А ти да не си Јосиф, повикаа тие. Да, јас сум Јосиф, а ова е братот мој. Господ ни ја подари милоста, кој ќе се плаши од Господ и кој ќе биде трпелив, па Господ навистина нема да му допушти да пропадне наградата на тие што прават добри дела. Се колнеме во Бог, рекоа тие. Бог над нас те воздигна, а ние навистина сгрешивме. Јас сега нема да ве прекорувам, рече. Господ ќе ви прости, тој е најмилостивиот од милостивите. Оваа кошула однесете ја и на лицето на мојот татко ставете ја, и тој ќе прогледа, и целото свое семејство донесете ми го. И кога караванот го напушти Египет, неговиот татко рече: јас навистина го чувствувам мирисот на Јосиф, само немојте да кажете дека сум станал сенилен. Се колнеме во Бога, рекоа тие, ти и сега како и порано грешиш. А кога гласникот на радосни вести дојде, тој ја стави кошулата на лицето негово и тој прогледа. Зарем не ви реков, рече, дека јас го знам од Господ тоа што вие не го знаете? О, татко наш, рекоа тие, замоли да не се простат гревовите, ние навистина сгрешивме. Ке го замолам Господарот свој да ви прости, одговори тој, затоа што тој простува и милостив е. И кога излегоа пред Јосиф, тој ги прегрна родителите своји и рече: населете се во Египет, од секој страв, ако Господ сака, ослободени. И тој родителите своји ги стави на престолот и сите му се поклонија, па тој рече: о, татко мој, ова е остварување на мојот некогашен сон, Господарот мој го исполни. Господ беше добар кон мене кога ме извади од занданата и вас од пустината ве донесе. Откако сатаната помеѓу мене и браќата мои раздор посеа, Господарот мој е милостив кон кого тој сака, и тој знае се и мударе. Господару мој, ти ми даде дел од власта и ме научи да толкувам соништа. О, Создателу на небесата и на земјата, ти си заштитникот мој и на овој и на оној свет. Дај да умрам како муслиман и придружи ме со тие што се добри. Ете, тоа се некои непознати вести кои ние тебе ти ги објавуваме, Мухамеде, а ти не беше со нив кога тие одлучија и кога беа така лукави. А повеќето луѓе колку и да сакаш нема да бидат верници. Ти од овие луѓе не бараш награда за Куранот. Тој е само опомена за сите светови. А колку знаци има на небесата и на земјата покрај кои проаѓаат, а од кои тие главите ги вртат. Повеќето од нив не веруваат во Господ, туку на него здруженици му припишуваат. Зарем можат да бидат сигурни дека неволја како казна од Господ нема да ги стигне или дека часот суден нема да ги изненади, а тие тоа да него ни забележат? Кажи: ова е мојот пат, јас повикувам кон Господ и мајки јасни докази, јас и секој што ме следи, и нека е возвишен Господ, јас не му припишувам здруженик. А ние, Мухамеди, пред тебе само мажи праќавме, граѓани на кои објавите им ги објавувавме. Зарем овие не патуваат по светот, па не гледаат како завршили тие пред нив, а оној свет е навистина подобар за тие што ќе се плашат од Господ. Зарем нема да се опаметите? А кога пратениците за малку ќе ја изгубија надежта и ќе помислија дека ќе ги прогласа за лажливци, нашата помош ќе им дојдеше. Ние ќе ги спасевме тие што сакавме, а казната наша не го одминуваше злосторничкиот народ.
Во кажувањата за нив има поука, за тие што се обдарени со разум. Куранот не е измислена приказна. Куранот ги признава книгите кои се објавени пред него и објаснува се, и патоказ и милост е за народот што верува. Во името на Господ, семилосниот, милостивиот. Ова се ајети од книгата. А тоа што ти се објавува од Господарот твој е вистина, но мноштвото луѓе не веруваат. Небесата кои вие ги гледате, Господ без столбови ги крена, и тогаш над аршот се возвиши, и сонцето и месечината ги потчини, секој се движи до рокот одреден. Тој управува со се и детално ги изнесува доказите, за да се уверите дека пред Господарот свој ќе застанете. Тој земјата пространа ја стори и на неа неподвижни планини и реки создаде, и од секој плод по пар, машко и женско даде. Тој денот го покрива со ног. Тоа се навистина докази за луѓето кои размислуваат. На земјата има предели кои едни со други граничат, и градини има со лоза засадени, и ниви, и палми, со повеќе изданоци, и само со еден. Иако ја впиваат истата вода, плодот на едните го правиме повкусен од другите. Тоа се навистина докази за луѓето кои имаат памет. А ако се чудиш, а чудо се зборовите нивни, зарем навистина кога земја ќе станеме, повторно ќе бидеме создадени? Тие во Господарот свој не веруваат, на нивните вратови синџири ќе имаат и тие жители на пеколот ќе бидат, во него вечно ќе останат. Тие од тебе, о Мухамеде, го избрзуваат злото пред доброто, а имаше казни и пред нив. Господарот твој на луѓето им простува и покрај нивната неправда, но Господарот твој на вистина и стравично казнува. А тие што не веруваат велат, зошто Господарот негов не му испрати чудо? Мухамеде, твое е да опоменуваш. А секој народ го имал тој што на вистинскиот пат го упатувал. Господ знае што секој женско носи и што матките пократко, а што подолго носат. Кај него се има мерка. Тој го знае невидливиот и видливиот свет. Тој е величествениот и возвишениот. За него е еднаков секој од вас. Тој што зборува тивко и тој што тоа гласно го прави. Тој што во ноќта се крие и тој што преку ден оди. Со секој од вас се ангелите, пред него и зад него, по Господовата наредба над него бдеат. Господ нема да измени еден народ додека тој самиот не се измени. А кога Господ сака еден народ да казни, никој не може тоа да го спречи, освен него, му нема заштитник. Тој ви ја покажува молњата за да се исплашите и да се надевате, и тој ги создава тешките облаци. И грмежите го величаат и му заблагодаруваат, а и ангелите, од стравопочит кон него, тој ги испраќа громовите и со нив удира кого сака. Тие повторно расправаат за Господ, а тој може се. Молитвите се само за него, а тие на кои покрај него им се молат, нема да им се одзвијат. Како што нивоата нема да стигне во устата на тој што кон неа само дланките своји ги пружа, молитвата на неверниците е изгубена работа. На Господ чинејки сеџда, му се покорува се што е на небесата и на земјата, сакале или не сакале, а и сенките нивни, наутро и приквечер. Кажи, кој е Господар на небесата и на земјата? И одговори, Бог. Па зошто тогаш наместо него како заштитници сте ги прифатиле тие што не можат самите себе си никаква корист да си направат, ниту од себе никаква штета да остранат? Кажи му Мухамеде, зарем се еднакви слепецот и тој што гледа? Или зарем се исти темнините и светлото? Или зарем тие што му ги здружуваат на Господ создаваат како тој што создава? Па создавањето им се чини слично. Кажи му Мухамеде, Господ е создателот на се, и тој е единиот и семокниот. Тој го спушта дождот од небото, па реките течат низ коритата со мерка и водата ги носи отпадоците кои пливаат по површината. И тоа што луѓето го топат ноган со желба да добијат накит или орудие, исто така има отпадоци, слични на тие. Така Господ го наведува примерот за вистината и невистината. Отпадоците се сврлаат, додека тоа што им користи на луѓето останува на земјата. Ете така Господ ги објаснува примерите. На тие кои на својот Господар ќе му се одзвијат им припаѓа најубава награда, а на тие кои нема да му се одзвијат, кога се што е на небесата би било нивно и уште толку, со задоволство со тоа би се откупиле. Нив ги чека мачно полагање на сметката, престувалиштето нивно ќе биде џехенемот, а тој е грозна постела. Зарем тој што знае дека е вистина тоа што ти се објавува од Господарот твој е како тој што е слеп, а поуката само обдарените со разум ја примаат. Тие кои обврската кон Господ ја исполнуваат и не го кршат ветувањето, и тие кои го почитуваат тоа што Господ наредил да се почитува и од Господарот свој се плашат и од мачното полагање на сметката сравуваат. И тие што трпат копнејки за лицето на Господарот свој, и тие што молитвата извршуваат, и од тоа што им го даваме и тајно и јавно даваат, и кои на злото со добро враќаат, нив ги чека недоброто престувалиште.
еденски градини во кои ќе влезат и тие и родителите нивни и жените нивни и потомците нивни, тие што биле честити, ангелите ќе им влегуваат на секоја врата. Мирот нека е со вас, затоа што трпевте, а прекрасно ли е најубавото престојувалиште. А тие што не ги исполнуваат должностите кон Господ, иако за тоа цврсто се обврзале и го кршат тоа што Господ наредил да се одржува и прават неред на земјата, нив ги чека проклетството и најлошото живеалиште. Кого сака Господ го снабдува во изобилство и му скратува. Тие му се радуваат на животот на овој свет, а животот на овој свет според оној свет е само минливо уживање. Неверниците велат: зошто од Господарот негов не му испратено чудо? Кажи му Мухамеде: Господ остава во заблуда кого тој сака, а кон себе го упатува тој што покајнички му се обраќа. Тие што веруваат и чии што срца кога Господ ќе се спомне се смируваат, а срцата на вистина кога Господ ќе се спомне се смируваат. На тие што веруваат и што прават добри дела, блазеси им, нив ги чека прекрасно живеалиште. И така Мухамеде ти спративме на народот пред кого биле и исчезнале други народи, да им го кажуваш тоа што ти го објавуваме, бидејќи тие не веруваат во Всемилосниот. Кажи му Мухамеде: тој е Господарот мој, нема друг Бог освен него, на него се подпирам и на него му се обраќам. Кога би имало некаков Куран со кој планините би се покренале или земјата би се расцепкала или мртвите би се довикале, на Господ му припраќа се, а зарем немаат надеж и не знаат верниците дека Господ кога само би сакал сите луѓе на вистинскиот пат би ги упатил, а неверниците непрекинато несреќата ќе ги снаоѓа или пак во близина на нивните места ќе доаѓа поради тоа што го прават, се додека не се исполни Господовото ветување. Господ сигурно ќе го исполни ветувањето и пред тебе претениците беа исмејувани, па јас на тие што не веруваа време им оставав и потоа и казнував. А каква ли беше само мојата казна? Па зарем тој што бдее над секого што и да направи е како тој што не е во состојба тоа да го направи, а на Господ му припишаа здруженици. Кажи му Мухамеде: именувајте ги, зарем вие сакате него да го учите, како тој да не знае што има на земјата, или вие само така ги нарекувате? На тие што не веруваат им изгледа убаво интригата нивна и тие заталкале од вистинскиот пат, а тој што Господ ќе го остави во заблуда, нема да има некој на вистинскиот пат да го пати. Тие во животот на овој свет ќе бидат мачени, но страдањето на оној свет сигурно ќе биде потешко. Од Господ никој нема да ги одбрани. Ваков рај им е ветен на тие што ќе се плашат од Господ. Градини со реки, со плодови кои секогаш ќе ги има и со трајна сенка. Тоа ќе им биде награда на тие што ќе се чуваат од гревот, а на неверниците огнот ќе им биде казна. Некои од тие на кои им ја дадовме книгата се радуваат на се што те објавуваме тебе, но некои противници не признаваат нешто од објавата. Кажи му Мухамед: мене ми е наредено само Господ да го обожувам и да не му припишувам здруженик. Кон него повикувам и нему му се враќам. И ние така како мудрост го објавуваме Куранот на арапски јазик. А кога би им се покорувал на нивните желби, откако ти дошло сознанието, ти не би имал ни заштитник, ни бранител од Господ. И пред тебе сме испраќале пратеници, и жени и потомци сме им давале, и ниту еден пратеник не донел никакво чудо од себе, туку со Господова волја секој период имал книга. Бог укинувал што сакал, оставил што сакал, кај него е главната книга. Било да ти покажеме дел од тоа со што им се закануваме, било животот да ти го земеме, твое да објавуваш, а наше е да бараме полагање на сметката. Зарем тие не гледаат дека ние земјата им ја стеснуваме, намалувајќи им ги пограничните области? А Господ суди, никој не може неговата пресуда да ја побие и тој брзо ги израмнува сметките. Интриги правеле и тие пред нив, само Бог е господар на сите интриги. Тој знае што заслужува секој, а неверниците сигурно ќе дознаат кого го чека недоброто живеалиште. Тие што не веруваат велат: ти не си пратеник Мухамеде. Кажи му Мухамеде: мене и вам доволен ќе ни биде Господ како сведок, и тој што го има знаењето за книгата. Во името на Господ, Всемилосниот, Милостивиот, ова е книга која ти објавуваме за луѓето, со волјата на нивниот Господар, да ги изведеш од темнината на светлината, на патот на силниот и за благодарност достојниот. Господ кому му припаѓа тоа што е на небесата и тоа што е на земјата, а тешко на неверниците од ужасното страдање, кои животот на овој свет повеќе го сакаат од оној свет и кои од Господовиот пат одвраќаат и настојуваат да го прикажат како погрешен. Тие се во голема заблуда. Ние не сме пратиле ниту еден пратеник кој не зборувал на јазикот на народот свој, за да му објасни, а Господ го остава во заблуда тој кого тој сака и го упатува на вистинскиот пат тој кого тој сака. Тој е силен и мудар.
И Мојсей го испративме со доказите наши, изведи го народот свој од темнините на светлина и подсети го на Господовите денови. Тоа се навистина докази за секој што е трпелив и благодарен. И кога Мојсей му рече на народот свој: сетете се на Господовата благодат, кога ве спаси од фараоновите луѓе, кои со најтешки маки ве мачеа, кои машките деца ви ги колеа, а женските во живот ги оставаа. Тоа ви беше големо искушение од Господарот ваш. И кога вашиот Господар објави: ако бидете благодарни, јас навистина уште повеќе ќе ви дадам, но ако бидете неблагодарни, казната моја навистина ќе биде строга. И Мојсей уште рече: ако бидете неблагодарни и вие и сите други на земјата, па Господ навистина не е зависен од никого и тој е единиот достоен за благодарност. Зарем до вас не дојде веста за тие пред вас, за народот на Ное, и за Ад, и за Семут, и за тие по нив? Само Господ ги знае. Пратениците нивни им носеат докази, но тие раците на устите ги ставаа, говорејќи: ние не веруваме во тоа што по вас испраќа и ние многу се сомневаме во тоа во што не повикувате. Пратениците нивни говореа: зарем може да се сомнева во Господ, создателот на небесата и на земјата? Тој ја повикува за да ви прости некои од вашите гревови и за да ве остави до одредениот рок. Тие одговорија: вие сте луѓе како и ние. Сакате да не одвратите од тие кои нашите предци ги обожувале, па донесете ни видливо чудо. Ние сме луѓе како вас, им говореа пратениците нивни, но Господ го дава пратеништвото само на тие своји робови на кои што тој сака. Ние не можеме да ви донесеме чудо без Господовата волја, а верниците само на Господ нека се подпираат. Зошто да не се подпреме на Господ кога тој на патиштата по кои одиме не упатил? Ние сосема трпеливо ќе ги поднесуваме маките на кои ќе бидеме подложени, а тие што се подпираат нека се подпрат само на Господ. Неверниците им говореа на пратениците своји: или ќе бидете во нашата вера, или ќе ве протераме од нашата земја. А на пратениците Господарот нивен им објавуваше: ние неправедниците сигурно ќе ги уништиме и по нив на земјата вас ќе ве населиме. Тоа ќе биде за тие што од полагањето сметка пред мене ќе се плашат и што од мојата закана стравуваат. И пратениците помош бараа, па секој арогантен и наетчија настрада. Пред него Джехенемот ќе биде и тој со одвратна течност полн ќе биде. Ќе се мачи да ја проголта, но никако нема да може да ја проголта, и смртта од сите страни ќе му приоѓа, но тој нема да умре, него тешко страдање ќе го чека. Делата на неверниците кај Господарот нивен нарекуваат на пепел кој виорот при ветровитиот ден го разнесува. Нема да можат да очекуваат никаква награда за делата што ги правеле, тоа е тешка заблуда. Зарем не гледаш дека Господ небесата и земјата мудро ги создаде? Ако сака, вас ќе ве отстрани и нови созданија ќе донесе. Тоа на Господ не му е тешко. И секи излезе пред Господ, па тие што биле измачувани ќе им речат на главешините своји: ние бевме ваши следбеници, можете ли барем малку Господовата казна да ни ја олесните? Да не упатече Господ нас, ќе одговорат тие, и ние ќе ве упатевме вас. Да се жалиме или да трпиме, се едно ние, нема да имаме повеќе спас. И кога се ќе биде решено, сатаната ќе рече: Господ вистинито ветување ви даде, а јас своите ветувања ги проневерив. Но јас никаква власт над вас немав, само ве повикував и вие ми се одзвивте. Затоа не корете мене, туку самите себе. Ниту јас можам на вас да ви помогнам, ниту вие можете да ми помогнете на мене. Јас немам ништо со тоа што претходно ме изедначувавте со него. Неправедните сигурно ги чека болно страдање. А тие што веруваа и што правеа добри дела ќе бидат внесени со волјата на Господарот нивен во рајските градини, низ кои реки ќе течат и во нив вечно ќе останат. Во нив ќе се поздравуваат со селам. Зарем не гледаш како Господ наведува пример убавиот збор како убаво дрво? Коренот му е тврсто во земјата, а гранките кон небото. Тој плодот свој го дава со дозвола од Господарот свој, а Господ на луѓето им ги наведува примерите за да земат поука. А лошиот збор е како лошо дрво, на искорнатото дрво, на површината на земјата му нема опстанок. Господ со постојани зборови верниците ги затврстува и на овој и на оној свет, а неверниците во заблуда ги остава. Господ прави што сака. Зарем не ги гледаш тие што наместо со благодарност за Господовите благодати, со неблагодарност возвратија и својот народ во куќата на пропаст да го донесоја? Во пекот во кој ќе горат, а тоа е ужасно престилувалиште. И му измислија на Господ соперници, за да заветуваат од неговиот пат. Кажи му, Мухамеде, уживајте, сигурно ќе завршите во окнот. Кажи им на верниците, Мухамеде, на робовите мои молитвата да ја извршуваат и да даваат и тајно, и јавно дел од тоа што ние им го даруваме, пред да настапи денот во кој нема да има трговија ни пријателства. Господ е создателот на небесата и на земјата. Тој го спушта дождот од небото и прави со негова помош да се раѓаат плодови со кои се храните. И ви
дава да имате корис од брадовите кои пловат по морето со неговата волја. И ви дава да имате корис од реките. И ви дава да имате корист од сонцето и месечината, кои постојано се движат. И ви дава да имате корист од ноќта и денот. И ви дава од сето тоа што од него го барате. И кога би ги броеле Господовите благодати, не би можеле да ги наброите. Човекот е навистина неправеден и неблагодарен. А кога Аврам рече: Господару мој, направи го овој град безбеден и сочувај ме мене и синовите мои од тоа да обожуваме кипови. Тие, Господару мој, многу луѓе на погрешен пат навере. Тој што ќе ме следи мене е од мојата вера, а тој што ќе биде против мене, па ти навистина простуваш и милостив си. Господару наш, јас некои мои потомци насели во котлина, во која ништо не се сее. Кај твојот свет храм, Господару наш, молитва да извршуваат. Затоа стори срцата на некои луѓе да копнат по нив и снапти кисоразни плодови, за да бидат благодарни. Господару наш, ти навистина знаеш што криеме, а што во јавност покажуваме. На Господ ништо не му е скриено ни на земјата, ни на небото. Благодарноста му припаѓа на Господ, што на стари години би ги подари Исмаел и Исак. Господарот мој, навистина ги прима молбите. Господару мој, дај ми јас и потомците мои да ја извршуваме молитвата. Господару мој, ти услиша ја молбата моја. Господару наш, прости ми мене и на родителите мои и на сите верници, на денот кога ќе се полага сметка за делата. А ти никако немој да мислиш дека Господ не внимава на тоа што го прават насилниците. Тој само им попушта до денот кога очите ќе им останат отворени и кога брзајќи со кренати глави, погледите ќе им бидат вкочанети, а срцата ќе им бидат празни. Ти опоменувај ги луѓето со денот кога казната ќе им дојде, кога тие што правеле насилство ќе велат: Господару наш, остави не уште само кратко време, ќе се одвиеме на твојот повик и ќе ги следиме претениците. А зарем претходно не се колневте дека нема да одите на оној свет? И се населивте во куќите на тие што кон себе с историја насилство, а ви беше познато како постапувавме со нив и примери ви наведувавме. И тие своите интриги ги подготвуваат, а Господ знае за нивните интриги, само што нивните интриги не можат планини да покренат. Немој ни да помислиш дека Господ нема да го исполни ведувањето свое кон пратениците своји. Господ е навистина силен и строг. На денот кога земјата ќе биде заменета со друга земја, а и небесата, и кога сите ќе излезат пред Господ, единиот и семокниот, тој ден ќе ги видиш грешниците поврзани во сендички окови, кошулите од катран ќе им бидат, а окнот нивните лица ќе ги обвиткува. За Господ секогаш според заслугата да го казни, Господ навистина брзо сметките ќе ги срамни. Ова известување за луѓето, за со него да бидат опоменати и за да знаат дека е само тој еден Бог и за обдарените со разум да земат поука. Во името на Господ, семилосниот, милостивиот. Ова се ајети од книгата, од Куранот јасен. Неверниците честопати ќе сажалат што не станале муслимани. Пушти ги нека јадат и нека се насладуваат, и нека ги мами надежта ќе дознаат тие. А ниту една насилба не сме уништиле, а да не е бил пропишан одреден рок. Ниту еден народ не може да го забрза, ниту да го успори својот крај. Тие велат: еј ти, кому му се објавува Куранот, ти навистина си луд. Зошто ангели не ни донесеш, ако е вистина тоа што го велиш? Ние ангелите ги спраќаме само со вистината и тогаш не би им се дало време да чекаат. Ние го објавуваме Куранот и ние над него ќе бдееме. И пред тебе, Мухамеде, на поранешните народи пратеници им испраќавме. И ниту еден пратеник не им дојде, а да не го исмејуваа. Ете така го внесуваме Куранот во срцата на престапниците. Тие во него нема да веруваат. А веќе е применета законитоста на казнувањето врз дамнешните народи. Кога на небото би отвориле порта поради нив и тие ниснија да се искачуваат, тие повторно би рекле: само ни се причинува, ние сме мангепсани луѓе. Ние на небото големи звезди создадовме и за тие што ги наблюдуваат ги украсивме. И ги чуваме од секој проклет шејтан. А тој што скришно прислушкува ќе го стигне светилка видлива. А земјата ја распостеливме и по неа неподвижни планини расфрлавме. И направивме на неа се со мерка да расте. И од неа ви даваме храна, а и на тие што вие не ги храните. И не постои ништо чии што ризници не ги поседуваме. А од тоа ние даваме само толку колку што е потребно. Ние праќаме ветрови да плодуваат, а од небото спуштаме дожд, па со него ве напојуваме. Вие не можете да располагате со тоа. И само ние даваме живот и смрт, и само ние сме вечни. И само ние ги знаеме тие што ви претходеа, и само ние ги знаеме тие што подоцна ќе дојдат. А тој, Господарот твој, навистина ќе ги собере. Тој е мудар и зналец.
Ние го создадовме Адам од глина, од сува кал, а уште претходно ги создадовме джините од жарен оган. И кога Господарот твој им рече на ангелите, јас ќе го создадам човекот од глина, од сува кал, и кога ќе му дадам лик, и кога во него ќе вдахнам душа, вие поклонете му се ничкум. Сите ангели заедно се поклонија, освен Луцифер. Тој не сакаше со нив да се поклони. О, Луцифер, рече тој, зошто ти не сакаше да се поклониш? Не ми доликува да се поклонувам на човек кој си го создал од глина, од сува кал. Тогаш изглегувај од рајот, рече тој, биди проклет, и проклетството нека се задржи на тебе се до судниот ден. Господару мој, рече тој, дај ми време до денот кога тие ќе бидат оживеани. Ти се дава рок, рече тој, до денот веќе одреден. Господару мој, рече сатаната, затоа што ме донесе во заблуда, јас на нив на земјата пороците како убави ќе им ги представувам и ќе се потрудам сите да ги заведам. Освен твоите искрени робови меѓу нив, ова е вистинскиот пат кон мене, рече тој. Ти нема да имаш никаква власт над робовите мои, освен на тие што ќе те следат, од тие задалканите. За сите нив, местото на средбата, пеколот ќе биде. Тој 7 портик има и ни секоја одреден број од нив ќе мине. Тие што се плашеле од Господ и што се чуваеле од тоа што им е забрането, тие во рајските градини покрај изворите ќе бидат. Влезете во нив безбедни, од стравот ослободени, и ние злобата од нивните гради ќе отстраниме. Тие како браќа на диваните едни спроти други ќе седат. Тука замор нема да чувствуваат, тие оттаму никогаш нема да излезат. Кажи им на робовите мои дека јас навистина сум тој што простува и дека сум милостив, но и дека мојата казна навистина е болна казна. И извести ги за гостите на Аврам, кога му влегуа и му рекоа, мир, тој рече, ние се исплашивме од вас. Не плаши се, рекоа, ти носиме радосна вест, учен и мудар син ке имаш. Ми носите радосна вест сега кога староста ми стигна, рече тој. Со што ме израдувавте? Ти носиме радосна вест, која навистина ќе се оствари, рекоа тие, затоа не губи надеж. Надеж во милоста на својот Господар може да изгубат само тие што се во заблуда, рече тој. И запраша, а што сакате вие, о гласници? Ние сме му испратени на народот престапнички, рекоа. Само сите лотови чеда ќе ги спасиме, освен жената негова. Одлучивме дека таа ќе остане со сенатите и казната ќе вкуси. И кога гласниците му дојде на Лот, тој рече, вие сте ми навистина непознати. Не, рекоа тие, ние ти доаѓаме со тоа во што овие постојано се сомневаа. Ти доаѓаме со тоа што навистина ќе се случи, а ние вистината зборуваме. Отпатувај со своето семејство во подоцнежниот дел од ноќта, а ти оди последен и никој од вас нека не се врти назад. Туку продолжите во праветот кој ви е нареден. И ние му го објавивме тоа што ќе се случи, дека тие, сите до последен, во мугрите уништени ќе бидат. И дојда жителите на градот весели, ова се мои гости, рече, па не засрамувајте ме, и плашете се од Господ, и не понижувајте ме. А зарем не ти забранивме кого било да примаш, повикаа тие. Ако ви ќе сакате нешто да сторите, ете ви ги керките мои, рече тој. Се колнам во животот твој, тие во пијанството свое талкаа, и нив ги снајде страшен глас, кога сонцето излегуваше, и ние сторивме тоа што беше горе да биде долу, и врз нив како дожд од камења, од скаменета глина истуривме. Тоа се навистина поуки за тие што внимателно гледаат. Тој е покрај патот и сега постои. Тоа е навистина поука за тие што веруваат. А и жителите на Ејка беа неверници, па ние ги казнивме и двата се видливи покрај патот. И жителите на Хиџер ги сметаа претениците за лажни, а ние нашите докази им ги дадовме, но тие од нив главите ги свртеа. Тие куќите во ридови ги делкаа, верувајќи дека се сигурни, па и нив во мугри страшен глас ги снајде. И од никаква корист не им беше тоа што го стекнаа. Ние небесата и земјата и тоа што е меѓу нив со вистината го создадовме. Часот на оживување на вистина ќе дојде, затоа ти великодушно прости. Господарот твој создава се и тој е сезнајниот. Ние ти ги објавуваме 7 ајети кои се повторуваат и големиот Куран. Не гледај допадливо кон тоа што ние им го даваме за уживање на некој од нив и не биди тажен порад нив, а кон верниците биди благ. И кажи му Мухамед, јас само јавно опоменувам, како што и следбениците на книгата ги опоменувавме. Тие што Куранот го сметаа за магија. И се колнам Господарот твој, сите нив на одговорност ги повикаме, поради тоа што го правеа. Ти јавно исповедај го тоа што ти се наредува и остави ги многобожците. Ние ќе те заштитиме од тие што се смеуваат, што покрај Господ друг Бог земаат и ќе знаат тие. Ние добро знаеме дека ти е тешко во душата поради тоа што тие го зборуваат.
Затоа слави го Господарот свој и заблагодарувај му и извршувај сеџда и обоđувај го Господарот свој се додека не ти дојде смртта.